По еден месец откако стапи на сила зонското паркирање во Струмица, јавното претпријатие Паркиралишта ги сумираше резултатите. Според раководителката Верица Озунова, зонското паркирање допринело во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот, со кои граѓаните секојдневно се соочувале, како изголемување на безбедноста, особено во централното градско подрачје. Во првиот месец од воспоставување на системот за организирано паркирање, на расположливи 713 наплатни паркинг места, јавното претпријатие овозможи повластено паркирање на 242 возила во подрачјата кои се опфатени со зонско паркирање. Од издадени 198 станарски дозволи, 187 се постојани и тоа 161 дозвола на граѓани кои паркираат со 0 денари месечен надомест, односно бесплатно, и 26 дозволи за второ возило со 300 денари месечен надомест. Останатите 11 станарски дозволи се издадени за привремено паркирање. 39 дозволи за повластено паркирање за вработени кај правен субјект има издадено јавното претпријатие и 5 дозволи за повластено паркирање на правни субјекти. Во делот на СМС паркирањето и онаа со греб карти, за месец ноември се имаат реализирано 11.818 паркинг сесии, од кои 6.653 паркирања преку мобилен телефон и 5.165 паркирања преку греб карти. Непречено се одвивал паркирањето на паркинг местата означени за лица со посебни потреби, а пајак службата интервенирала во неколку навради при устранување на возила кои попречуваат влез и излез од гаражно место. Гледано сумарно, бенефитот од организирањето на паркирањето се покажа како позитивен за сите граѓани на општина Струмица. Тргнувајќи од фактот дека околу 12.000 паркирања се имаат реализирано за еден месец, може да се заклучи дека искористеноста на едно паркинг место е задоволителна, земајќи во предвид дека во црвена зона имаме 6.204 паркирања месечно и искористеноста на едно паркинг место е 39 пати, како и 5.856 паркирања во жолта зона и искористеност на едно паркинг место 11 пати, што укажува дека циркуларот на возила е значително зголемен, а со тоа иницијалниот мотив за отпочнување на организираното паркирање е постигнат. Впечатокот дека градот е постојано сообраќајно уреден, со можност за завршување на секојдневните обврски без никаква тешкотија, го потврдуваат и големиот број на граѓани кои не кријат да го искажат задоволството од ваквиот систем. Надоградбата на истиот оди дотаму што наши сограѓани се обраќаат до нас како претпријатие и бараат организација на паркирањето и на подрачја кои не се опфатени во првата фаза. Зонското паркирање во Струмица со наплата започна да функционира во почетокот на минатиот месец, со цел да се надмине проблемот со паркирањето и сообраќајниот хаос во централното градско подрачје.